Премиерот Зоран Заев ја презема функцијата, а во новата влада го очекуваат старите предизвици, които и заедно со новите 19 министри ќе треба да ги совлада, за да им овозможи подобар живот на граѓаните. Владината коалиција на СДСМ-ДУ и ДПА ја доби довербата од 62 пратеника во собранието. Откако на предвремените парламентарни избори на 15 јули, СДСМ освои најмногу гласови и 46 мандати. ДУИ беше победник албанскиот електорат со освоени 15 пратенички мандати. ДПА со еден мандат ја заокружи бројката од 62 пратеници, доволни за формирање парламентарно мнозинство и влада. За време на нејзиниот 4 годишен мандат, приоритет според граѓаните треба да биде економијата, која и беше најпогодена од пандемијата на коронавирусот. Според мене, економијата и се што е поврзано со подобрување на животот на луѓето. Да продолжи прво со ова криза, нешто да презема по-конкретно, да бидеме задоволни, да се надминуваат сите овие проблеми, па после да течат економски план нешто повеќе да се придонесе. Тоа. Околу 20.000 луѓе останаа без работа, а јавниот долг на крајот на јуни надмина 6,5 милијарди евра. Токму на економијата најмногу време посвети Заев во неговото експозе пред парламентот, презентирајќи ја владината програма. Имаме план за иновативна, стабилна, конкурентна македонска економија, подготвена да одговори на новите предизвици и да понуди шанса за секој. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски порача дека не слушнал ниту збор за тоа како ќе се надмине економската криза. Во економијата имаме зголемување на долгот на 1 милијарда евра за 6 месеци, буџетски дефицит од 520 милиони евра за 7 месеци. Во сериозна опасност ќе се доведе редовната исплата на платите и тековните обврски. Следуваат потешки времења. За некои од граѓаните подеднакво важна е и животната средина. Конечно, треба да се даде приоритет на екологијата. Јас како млад не слушав за депонии, ама тогаш немаше многу амбалажа, немаше, ајде да речам, отпадоци. Прво што треба 2-3 фабрики за комплетна преработка, изградба на брани, на испроектирани правилно на сите водотоци. Енормното загадување на воздухот, особено во зимскиот период, е проблем со кој државата се соочува со години. Заев при тоа се уврза на силна бескомпромисна борба против загадувањето. Наша обврска е да обезбедиме чист воздух, чисти води и чиста почва. И на тоа ќе сме силно посветени. Владината програма предвидува и ефикасна правна држава и силни институции, модерно образование, внатрешна кохезија, справување со пандемијата на COVID-19, активно членство во НАТО, преговори со Европската Унија и добри меѓуетнички и меѓусоседски односи. Многу работа има. Многу има, сега не сум концентриран да ви кажам нешто поодредно. Малата и ефикасна влада, како што ја најави премиерот Заев, ке треба наредните 4 години да биде навистина сконцентрирана на програмата, за да покаже дали може повеќе и подобро за исполнување на дадените ветувања.